до 15 години нашите ученици имат 900 часа помалку од нивните врсници во ЕУ и токму ова едносменското работење овозможува да ги задржиме подолго во училиштето за тие и преку формални предмети, оние што им се од курикулумот, од наставната програма, но и преку воннаставни активности, преку изборни предмети, преку било каков ангажман кој професорите ќе организирано ќе им го понудат во училиштата, да стекнуваат и знаења, и спознанија, и вештини, и компетенции некакви, но заедно со своите другарчиња или другари, врсници, заедно со наставниците кои треба да ги насочат кон она што тие треба да го научат. Значи, една од алатките е таа, тие да бидат подолго на училиште. Дали при тоа ќе го чистат дворот, дали при тоа ќе фотографија ќе учат, или можеби пица ќе прават, или можеби филозофски ќе дискутираат за животот. Се е тоа стекнување знаење и они тоа треба да го прават на училиште, не да бидат надвор, каде што на голем дел од нив потенцијалите им се намалуваат затоа што генерално се сведуваат на физичка активност, што воопшто не е лошо, користење на телефони, но не за стекнување на знаење, или заедничко дружење каде што генерално не ги развиваат компетенциите и вештините.